На сите филијали во регионов раздвиженост, дел од штедачите подигаат депозити. Нарушената доверба кај штедачите во банкарскиот систем се покажа како оправдана. Пред филијалите на сите банки огромни гужви. Така ќе биде се до четврток, до кога е предвиден и трансферот на штедачите од Евростандард банката и од Македонски пошти во друга банка по нивен избор. Беше у поштата и они речеа дека можеш. Ако сакаш чекај до четврток. И мале тај службеник ми кажа дека има некоја шанса, вика, да не земе некоја банка. А која банка, дали комерцијална или не знам. Не знае и он. А вика, ти тоа е да одлучиш сега ли ќе одидеш или четврток. Па стаја си така размислувам, па да не биде касно у четврток и тако. Па да и за тоа дојде, само да се пријавам тука. Иако од Народната банка на Македонија постојано нагласуваат дека стечајот на Евростандард банката воопшто нема да го наруши банкарскиот систем, бидејќи пропаднатата банка во вкупниот банкарски систем учествувала само со едва 1,3%. Наспроти тврдењата на гувернерката со своји контрааргументи истапуваат економските стручњаци, кои велат дека состојбата е многу посериозна од минорниот приказ на процентуалната загуба. Според економистите, затворањето на Евростандард банката го прикажа двојниот удар врз целокупниот систем, особено врз банкарскиот систем. Штедачите, физичките лица и особено правните субјекти ќе остадат неликвидни, поради фактот што доколку сакаат нормално да функционираат во новоизбраната банка, на својата трансакцијска сметка ќе мораат да внесат нови финансиски средства за работа. Тие правни субјекти не можат да располагаат веќе со паричните средства што ги имаат на трансакцијските сметки, а тоа значи не можат да исплатуваат плати, придонеси, не можат да вршат плаќања, не можат да примат парични средства на тие трансакцијски сметки од други правни субјекти кои им се комитенти и така натаму. Тоа значи замрзнување на нивните парични средства, а што е по-лошо, тоа замрзнување ќе потрае извесен период. Например, последните информации кажуваат дека закажаното прво рочиште по основ на стечајот на Евростандард банка ќе се одржи на 8 октомври 2020 година. До тогаш нема теоретска шанса овие правни субјекти да ги користат своите парични средства, а и потоа, бидејќи тоа прво рочиште само значи можност до тогаш да ги пријавуваат своите побарувања доверителите на Евростандард банка, а понатаму стечајниот управник ќе си води класична постапка на стечај и тоа ќе оди во недоглед. Ова е удар на системот наш. Најзасегнати е поради тоа и најприсутни пред филијалите на ликвидните банки денес беа пензионерите. Тие велат дека процедурата на префрлање се одвивала лесно и брзо. Само ја подаде личната карта и службеничката што од поштата. Она ми заврши работа, даде ми еден лист, напиша ми го телефонски број дека ќе ти се јават да дојдеш само за потпис и толку. Економистите потсетуваат дека состојбата на одмрзнување на средствата на штедачите од Евростандард банката ќе се одолговлечи и покрај фактот што за октомври е закажано првото стечајно рочиште.